إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ние все още сме во ова изворедна книга, а таа е Кешфу шубухат, откривање на сомнежите од шејхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, што секој еден од нас треба да се трудит, максимално се трудит да ги учит овие важни дерсови, и ако некогаш се случува да некој од нас не може да присуствува тука со нас, што во суштина тоа е најсакано кај нас, но да ги слушат овие дерсови, значи кога ќе се изјават. Зашто некогаш, ако некој 3-4 дерсови не присуствуваат и после идет еден дерс тука, значи тој не е во темата внатра, како да одиш на училиште, значи си бил ти 2 недели не одиш на училиште. Одено излагаш во училница како да си нов ученик ти излагаш. Зошто? Зашто ти имаш многу пропушено од штофот. Значи многу е јасно, секој од нас тоа може би некогаш го доживел кога бил на школа. Така исто значи во овие дерсови. Ако ти едно долго време значи се оддалечиш, значи после тоа има слабост и не ти излага значи да се поврзиш со темата. Ама ние затоа, елхамдулилlah, во ова време Аллах Таала не дал тие можности да овие дерсови да можат да се снимуваат и накнадно да се изјават на YouTube и да ги слушаме, значи, за да бидеме значи во тек. И овие во вистина дерсови се значи многу важни за секој еден од нас. За секој еден од нас. Зашто овие сомнежи се сомнежи што луѓето на невистина, луѓето кои обожаваат гробови, секој дневно ги напаѓаат вистинските верници. Велит шејхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах: "Валахум шубхатун ухра." И тие имаат еден други сомнеж. Ва хуа ма ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. А тоа е оној хадис што го пренесол нашиот пекамбар салаллаху алейхи веселем за случката на судниот ден. А тоа е أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Зошто, како што имат известено, нашиот сакан посланик Мухаммед салаллаху алейхи веселем, дека луѓето на судниот ден ќе бараат јестагифун, истигатha, значи ќе бараат помош од Адам алейхи салату вассалам. Но Адам алейхи салату вассалам ќе ги испратит кај Нух алейхи салату вассалам, и Нух алейхи салату вассалам кај Ибрахим алейхи салату вассалам, Ибрахим алейхи салату вассалам кај Муса алейхи салату вассалам, и Муса алейхи салату вассалам кај Иса алейхи салату вассалам, и Иса алейхи салату вассалам кај Мухаммед салаллаху алейхи вассалам. Значи секој еден ќе ги испратуваат кај другиот, се додека ќе дојдат тие кај нашиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи вассалам, значи за шефаатот, алейхи салам рахматуллах. Значи за шефаатот, и ќе рече посланикот салаллаху алейхи вассалам, алейхи салам рахматуллах. И ќе рече пекамберот салаллаху алейхи вассалам: јас сум за тоа, значи јас сум за таја работа. Што значи оние луѓе кои идат со сомнежи, кои внесуваат сомнежи,
оние луѓе кои да со сомнежи, тие го земаат овој хадис, за нина дозвола да смеат тие да им се молат на гробовите, да бараат помош од мртвите. Зошто тие ти велат тебе види, значи луѓето на судниот ден ќе се молат на Адем алейхиссалату вассалам. После Адем ќе ги испрати кај Нух алейхиссалату вассалам и така натака до Мухаммед салаллаху алейхи вассалам. Што сакаме ние, што значи тоа? Дека дозволено е да се барат помош од мртвите. Зошто цела работа кај нив се врти, за ти нив да не ги укораваш поради нивното обожавање и барање помош од мртвите. Значи, тој со секоја цел покушуваат да ти го оправдат неговото делување. И велит, еве, значи, види овај хадис. Хадисот е аутентичен. Дека на судниот ден, како што пренесуват пекамберот салаллаху алейхи васелам, ќе одат луѓето, ќе бараат помош од Адем алейхиссалату васелам. И тук ќе ги испратат кај Нух алейхиссалату васелам и така натаму до пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи васелам. И пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи васелам каже, јас сум за тоа. Јас сум за шефаетот. За големиот шефа'ал узма. Значи големиот, великиот шефает кој ќе го чини пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Тие велат, значи после цитирањето, Allah te nagradi Samir. Kalu, znači tije velat, koga go citirat, slušajte vнимателно, barakallahu fikum. Tije velat, velat, فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليس شركا. Znači, ovaj hadis, što je verodostojen od pekambera sallallahu alejhi ve sellem, je dokaz дека барање помош од некој други, освен Allah subhanahu wa ta'ala, не е ширк. Што значи дека нашето барање помош од кај мртвите, од гробовите, не е ширк. Со тоа сака, значи, со ова да се аргументираат. Wal jawabu an naqul, а одговорот наш е да им одговориме следното. Subhanallah men taba ala qulubi a'daihi. Veli šejhot, šejh Muhammed rahimullah, neka биде славен оној кој на неговите непријатели нивните срца ги имат запечатено. Значи, којто е Allah subhanahu wa ta'ala. Вели шейхот, нека биде Allah славен, што на неговите непријатели им ги запечатил нивните срца. Значи, им ги запечатил со заблуда, со темнина. Зашто од ова ние подразбираме дека тие луѓе не ги разбираат аргументите од Куранот и од Суннетот. И како што вели шейх Ал-Аллама Мухаммед ибн Салих Ал-Утаймин рахимахуллах, на кого Allah subhanahu wa ta'ala му ги имат заслепено неговите очи, на кого Allah subhanahu wa ta'ala му ги имат заслепени неговите очи, и да застани тој човек пред светлината на вистината, не ја гледат вистината пред него. Значи, тој е цела светлина му здрачит пред него од вистината, тој пред неја стои. И вели, каде е аргументот? А аргументите се пред него. Но проблемот е Allah subhanahu wa ta'ala не му дават успех да тоа да премени во неговото срце и да има тој разбирање за тие аргументи. Зато вели шейхот рахимуллах, значи после ова кога го спомнуваат тие овај хадис за нивни аргумент за барање помош од мртвите, што тоа во вистина те ваѓаат од верата. Значи кој одит кај гробовите и барат помош од мртвите, тој излага со тоа од верата. Тој не е муслиман. И да клањат, и да правит хаџ, и да постит, и да дава садака, сите тие дела му се уништуваат со правење на ширк. Зашто ширкот е
Како го спореди шейхул Ислам Мухамед рахимахуллах, значи пример направи во 4 правила на ширкот, каваидул арбаа, кога еден човек земат убаво на најдобар начин абдест. Се абдестува на најдобар начин. Но на сето тоа од абдестот, на крај од абдестот, излагат една капка урина. Дали тој абдест е значи во ред? Не е во ред. Значи една капка, сето тој значи труд и сето тој убав абдест, по сите прописи и суннети, пропаѓат, како рече братот. А така исто е ширкот. Ти може би правиш огромни дела, но правиш ширк, дали молење кај гробовите, им се молиш на мртвите, бараш од мртвите помош, или правење курбан, чинење курбан за други освен Аллах субхана ва таала. Како што кажат и денеска, така? Дај да заколиме една кокошка и со крв да му ставиме во челото. Значи, види, ова е брат ширк. Значи, тие бараат помош. Тоа е барање, значи, помош. Барање спас, барање лек во крв од кокошја крв. И после тие луѓе велат, јас сум муслиман. Зошто тие немаат овие работи сватено? Но како што вели шејх Мухамед рахимуллах, нека биде славен Аллах субхана ва таала, кој на неговите непријатели нивните срца им ги запечатил. Што значи нека им ги запечатил? Значи тие не ги разбираат аргументите. Не ги разбираат аргументите. Потоа вели шејх Мухамед рахимуллах, фа инна листигафата бил махлуqi фима јақдиру алейхи ла нункируха. Вели шејх Мухамед рахимуллах, барање помош од едно створение, барање помош од едно створение, што има тоа во неговата моќ, во неговата сила е тоа што го бараш ти од него, ова ние не го негираме, вели шејхот, ла нункируха. Значи, барање помош од едно створение во работи кој има тоа моќ да ти помогне тебе. Например, некој стои до тебе и ти му велиш, брат, дај ми го, помогни ми или задржи ми. Ова е барање помош од створение. Ова е дозволено ако тој е тука присутен и ја имат моќта и те слушат тебе. Ова е дозволено. И ова врста на барање помош не ја негираме ние. Не ја негираме ние. Зошто велите Аллах субхана ва таала во врска за ова, за она што го известуваат Аллах таала за Муса алейхи салату васелам, фастагафаху аллази мин ши'атихи ала аллази мин адуви. Кога имаше еден од блиските на Муса алейхи салату васелам, од роднината на Муса алейхи салату васелам, имаше кавга со еден од нивните непријатели. Тогаш тој што направи кога го виде Муса алейхи салату васелам, фастагафаху, бараше помош од него. Значи зборот овде истигафа иде. Фастагафаху, значи бараше помош тој од Муса алейхи салату васелам да го помогне против нивниот непријател. Значи што значи овде шејх Мухамед рахимуллах велит, ако ги гледаме ние, значи, аргументите, оние аргументи, значи, како се викат, значи, алгемайн, значи, општите аргументи. Ако ги гледаме ние општите аргументи, ако гледаме во Куранот и во Суннетот, општите аргументи, учиме дека барање помош од други, освен Аллах Таала, е ширк. Ова општите аргументи гледано. Но кога ги гледаме оние аргументи што ги ограничуваат општите аргументи, значи ова е знаење, брат, значи ова е знаење. Не ти земаш некој аргумент од овде од таму и ти не знаеш што е општ аргумент, што е, значи, што го специфицират една работа. Ти би да ги знаеш овие работи. Ти ако не ги знаеш овие работи,
ти не можеш да даваш одговор. Кога ги земаш ти општите аргументи, знаеш дека барање помош на други, освен Аллах Таала е ширк. Но кога ги гледаш оние специфичните аргументи, што ги ограничуваат оние општи аргументи, тогаш како овој аргумент, што е ајет во Куран, фастагафаху. Значи тој бараше помош од Муса алейхи салату ва салам. Значи заработи, во кој е тој што е присутен тука, тоа створение, имат моќта. Значи, за да ти помогнит. Например, Шейх Уфемин рахимуллах вели во трите темели, ако ти бараш од еден човек помош, што тој во моментот веќе се дави, тој тони во водата, и ти бараш помош од него. Овде не смеш да бараш од него помош, иако тој те слуша тебе. Иако тој, ако беше до тебе, ќе беше во можност да ти помогне. Но тој се атони. Се оние луѓе, што тебе можат те слушаат во моментот, можат да се измамат. И да мислат дека тој човек има посебна моќ, иако се дави затоа ти бараш помош од него, значи мислиш ти дека веруваш дека тој и во тие моменти може да ти помогне тебе. Значи има некоја специјална моќ. Што не е вистина. Значи во овие работи треба да пази, значи кога, како, што. Да се исполнат, значи условите. Да тој е здрав, да тој е до тебе, те слушат и ја имат можноста да ти помогне. Тогаш ти смееш од него да бараш помош. И тоа не е ширк. Не е ширк. Но тие што сакаат да докажат дека со овај хадис, дека луѓето ќе дојдат на судниот ден кај пекамберот салаллаху алейхи ва селам, значи кај првош кај Адем алейхи салату ва селам, после до пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва селам, и ќе бара значи помош, истигафа. Сака значи да се аргументира дека ним им е оправдано да одат кај гробовите и да бараат помош од мртвите. Но во вистина на судниот ден, кога луѓето ќе бидат оживеани, значи тие ќе бидат на судниот ден и пекамберите живи ќе бидат, тие не се веќе мртви тука. И оние луѓе кои ќе одат кај пекамберите, и тие се живи. Значи, и пекамберите се живи, и тие луѓе кои бараат помош од нив се живи. И тие одат кај нив. Значи, лично нив да ги најдат, да ги сретнат и да им бараат, значи, таја помош. Значи, разбирате овде, значи, ова работа нема, значи, тие немаат аргумент за ова, брат. Ти не можеш да го поврзиш оваа случка на судниот ден што ќе се случи, што и луѓето, и пекамберите се живи, и тие ќе ги бараат пекамберите, ќе ги најдат, ќе ги сретнат на махшар, и ќе им бараат, значи, да тие да му се молат на Аллах Таала, за да почне обрачуното. Оваа работа нема никаква врска со барање помош од мртвите, кои се мртви, а ние сме живи. И како што вели Шейх Уфемин рахимахуллах, ти немаш никаква потреба за тој мртов. Значи, за тој мртвиот што во гробот, не имаш никаква потреба од него. Повеќе има тој потреба за твојата дова кај Аллах Джелешану да правиш. Го разбрате ова? Значи, тој мртвиот што е закопан, што бараш ти деца од него, не знаеш што стреча, не знаеш што други работа и не знам што ти така натаму, тој не може ни да ти направи добро, ни лошо. И тој има повеќе потреба од тебе за ти да правиш дова на Аллах Таала за него. Од што ти да го молиш него, да му се молиш на него. Што тој тебе не те слуша. Но за жал ова кажува, значи, лесноста на луѓето, леснопаметност на луѓето, да тие да им се молат на створенија како нив и да го остават
создателот на тие створенија, кој е Аллах субханаху ва таала. Значи, ова е од лесно памет. Да ти да го оставиш Аллах субханаху ва таала, кој ги создал тие сите створенија, и да бараш помош и да им се молиш на створенија како тебе, што имаат тие, значи, сами потреба за Аллах субханаху ва таала, и имаат тие сами болки, имаат сами тажност ги фаќат, гладност ги фаќат и други слабости, ти одиш кај нив. Значи, ова е лесно памет. И доказот дека ние ќе бидеме, значи, оживени и ќе бидеме на судниот ден живи во тогаш, велите Аллах Таала, кейфе текфуруна биллах. Како можете вие да правите неверство спрема Аллах Таала? Wa kuntum amwata, a вие бевте мртви. Fa ahyakum, потоа ве оживе вас. Пред да бидеш ти пред 100 години, каде бевме ние? Живеавме пред 100 години ние? Не екзистираше. Пред 200 години дали екзистираше ти? Не екзистираше. Аллах те оживе тебе и мене. Ни дозволи да живееме на овој дуњалог. Thumma yumitukum. После вашиот живот на овој дуњалог ќе ве усмртит. Thumma yumitukum. Ќе ве усмртит. И тој што ти дозволи на првиот пат да живиш, тој ќе те усмртит. Thumma yuhyikum. Потоа тој пак ќе ве оживит вас. Thumma ilayhi turja'un. А потоа вие кај него ќе се вратите. Имам Ибн Кефир рахимахуллах што вели во овај ајет? Човекот, овие 3 први работи, више си имаат случајно, не може да ги негират. Пред 100 години дали беше жив ти? Не екзистираше, мртов. Не екзистираше ти. Ова може да го негираш? Ова е вистиност, реалност. После тоа, те оживе Аллах Таала. Ти ве живеаш. Дали ова е вистина што го живеаш ти се? Да, вистина. Thumma yumitukum. Потоа вас ве усмртуват. Ние гледаме секој ден луѓето умираат, така? 3 пати. Што уште? Последното. Thumma yuhyikum, ке ве оживеат повторно. Значи, овие 3 работи више си ги потврдил, ти ги гледаш, ги сведочиш, се реалност, дел од тоа што го живеаш. И зошто ова последната не се е видел уште, вели жа не верувам, нема ништо да биде. Не, тој што тоа живе првиот пат. За него е ахвану алей, тоа уште полесно за него, да те оживеат тебе повторно. Полесно е. Ти каде со паметот твој леташ? Ти мислиш дека ти си денеска и никој нема со тебе. Не, тој што ти дозволи да живеаш, тој ќе те усмрти и пак ќе те оживи, за да даеш обрачун за она што си живеал. За она што си живеал, тука не си дојден ти таке. Значи да живеаш без никаков правец, без никаков цел. Не, ти си за една цел дојден во дуњалокот. А таа е цел, ни ја кажа нас тој што не создал. Зошто тој што не создал знае најдобро зошто ние сме дојдени тука во дуњалокот. Аллах Таала што вели? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Не сум ги создал ни джиновите, ни инсот, освен да ме обожаваат тие само мене. Значи, тоа е нашата задача. Кога би те прашал некој што е твојата цел на постојање на дуњалокот, ова е одговорот. Но ти за да го обожаваш Аллах субханаху ва таала, треба 2 услова да ги исполниш. За да го обожаваш ти Аллах субханаху ва таала, требаш, значи, 2 услови да ги исполниш. Без исполнување на тие 2 услова, ти не си го реализирал обожавањето спрема Аллах субханаху ва таала. Значи, ова треба да го разбереш добро. Значи, ти си создаден зашто? За да го обожаваш Аллах субханаху ва таала. А тоа обожавање не се реализираат, не се устваруваат, освен со 2 работи. А првата е со искреност за ти твоите дела. Со потполна искреност спрема Аллах субханаху ва таала ги извршуваш.
Значи, ти со твоето дело, со твојот намаз, со твојот пост, со твојот хадж, со твојата садака, со твојот зека и други добри дела, помагање на комшијата, помагање на роднините, отстранување препреки од патиштата и од патеките. Сето ова ти го правиш, чистење џамијата, оддржување џамијата. Сето ова го прави заошто ти? Искрајно за Аллах субханаху таала, не за да те видат луѓето, не да те пофалуваат луѓето, не за, значи да ти се спомнуваат името, не. Ти искрајно го посакуваш со тоа, значи задоволството од твојот создател, ништо друго. Иако не те знаат тебе никој од луѓето. Ова прва работа, за да го реализираш она поради што си ти створен, да го извршуваш тој ибадет, кој да е, со искреност. И зато оние што си прават сликичина пред Кааба, што си прават некој сликичина пред Кааба, значи тој треба да се праша добро. Дали тој ибадет тој го прави за Аллах Таала или за луѓето те видат тебе кај си бил. И најлошото е што некој си тулабул илм, значи студенти на знање, прашалник дали заслужиле тие да бидат наречени студенти на знање. Со ова збороње, значи студент на знање е голем збор. Па шеих, уште повеќе, значи, зашто народот, ние треба да разбереме, баракаллаху фикум, народот не гледаат нас како студенти на знање од Медина, од Мека, од Египет, од други места каде училе, те гледаат тебе како пример. Кога јас ги правам тие прикршоци, што треба да бидам пример за вас, кога ќе ојме таму, иншалла, тогаш, значи како вие ќе можете да се држите на она како што требите. Вие увек, значи, џемаатот гледат оџата. Вели, таки беше нашиот водич. Тој чим таке, тој знае повеќе, тој учел таму 10 години, 20 години, јас обичен џематлија. И после, без никаков страмост, ги ваѓаат сликите на Фейсбук и со години ги чуваат. Значи, брат, ти гледај алимите, значи, спореди алимите и спореди некои луѓе, значи, алими. Дали алимите вакви работи прават, брат? Алим, значи, збора шех Фаузан, шех Лухайдан, шех Рабија, шех Албани, шех Бин Баз, шех Уцемин. Алими, брат, врвни алими, карпи, океани. Брат, тие не се занимаваат со овие работи. Тие, значи, ова е вистински, значи, низок степен. И за голема жал, значи, луѓе што биле во тие земји, што живееле во редовите на алимите и права, значи, овие грешки. Значи, шех Мухамед рахимахуллах вели, ние не негираме барањето помош од створенија кои се живи и присутни и имаат моќта за тоа да го направат. Разбирате? Значи, ти си пример сега, си на конјот качем, на магаре, на камила. Ти паѓаат нешто од камилава. Имат некој до тебе, човек, створение, инсан, што те слушат и ја имат моќта да ти помогнат. Тој е присутен тука пред тебе. Му велиш, о филан, ја Абдалла, дај ми го тоа што ми падна. Ова е дозволено. Зашто тој е присутен, те слушат и ја имат моќта. Ама тебе ако ти падни нешто од камилата или од конјот, и ти му се молиш на некој мртов да ти помогне, што тој не е тука присутен и не е жив, а бараш помош од него. Ова е ширк. Ова е ширк. И како кратка упомена,
од Едеподје, кога не му го знаеш некому името, му се викат Абдулла. Да, о Абдулла, ја тебе не ти го знам името, прима се, ти го знам, имаш убаво име, Рамис, а да те поживеат. Значи, ја, ако не ти го знаеш ја името, како ќе ти рече, абе, еј, ти, таке, ќе нас таке пак. Ова е низок, значи, понашување. Значи, што се вели, како се вели, ја Абдулла, о Абдулла. Значи, зошто Абдулла? На секого можеш да мржиш Абдулла. Зошти? Секој од нас е роб Аллахов. Абдулла значи роб Аллахов. Значи, на секого кога не му го знаеш името и сакаш да му се обратиш, му велиш, о Абдулла. Значи, ова како придобивка на страна. Потоа вели шејх Мухамед рахимахуллах, вели шејх Мухамед рахимахуллах, дека ние онаа врст на истигаса, значи барање помош, што е негираме и ја забрануваме и ја отфрляме, е она кој се случуваат кај гробовите од така наречените евлии. Значи луѓе кои одат кај евлии, што ги гледале како евлии тие нив и тие умреле, одат кај нивниот гроб, бараат деца, бараат оздравување и бараат други работи што не може да ги направи освен Аллах субхана ва таала. Со ова барање тие значи раскинуваат нивните врски со исламот. Значи излагаат од верата. Или да се барат помош од луѓе во нивно отсуство за работи кои само имат моќта Аллах субхана ва таала. Значи човек е пример, например, во Америка, во Австралија, во Швајцарија, Германија, што би знам ја. Ти си тука кај нас во Македонија. И ти се од тука имаш некоја тешкотија, му се молиш на тој таму во Африка. За работи кои може само Аллах субхана ва таала да, значи, имат моќта да ги направи. Ова правење ваква молитва во негово отсутство, тој ни те слуша, ни знаат за тебе, ова е исто ширк. Зошто? Зошто тој не го прави тоа, таја молитва, освен верува дека тој така наречен евлија, дека има некоја посебна моќ кој го слуша од него во тој момент, за да му изврши неговата молитва, неговата, значи, неговото барање. Разбравте? Значи, зошто го прави тоа? Зошто го прави тоа? Зошто тој верува дека во неговото срце глабоко дека тој човек што е таму, Африка, Азија, каде да е во Америка, значи има тој посебна моќ што може нему да го сослушат и да му поможат. وإذا ثبت ذلك, кога ќе се потврди оваа работа, значи ова што го спомна шејхот сега, дека тој хадис во врска со пегамберите на судниот ден, дека немаат врска тој со она барање помош од луѓе кои се присутни, живи, а имаат моќта за тоа. فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة وذلك أن تأتي عند الرجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول ادعوا الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. Значи, вели шејх Мухамед рахимахуллах, барањето помош од пекамберите на судниот ден, а тоа барање да пекамберите му се молат на Аллах Таала да почнат обрачувањето со луѓето, за така луѓето дженнетлите да влезат во дженнет и да се отстранат од тие тешкоти на тој ден.
Значи судниот ден значи е жестоки ден, брат. Жестоки ден. Што луѓето во самата нивна пот ке пливаат. Во самата нивна пот ке пливаат. И како што велит Анас ибн Малик ради Аллаху ан, дека луѓе ке има на судниот ден кои ке плачат и нивните солзи ке се истрошат. Значи, зошто човек плачит? Значи, плачит за она што го пропуштил тој во неговиот живот. Тие толку ке плачат, што нивните солзи ке се истрошат. Значи, нема тој почет, ке се исушат неговите солзи. Тогаш ке плачат крв. И велит Анас ибн Малик ради Аллаху ан, да имат бродови, ке можеа бродовите на таја крв да одат. Значи, толку многу крв. Значи, работите се жестоки. Тој на станките на тој ден се жестоки. Но она што ти вреди на тој ден се твоите дела. И затоа, значи, луѓето дженнетлите, значи, за да влезат во дженнет, да бидат зачувани од тие тешкоти. И дека оваа работа, барање помош од живи луѓе кои те слушаат, ја имат моќта за тоа, значи, овие рабочани ги повторуваат цело време без ништо, значи, барање помош да е жив, присутен, имат моќ за тоа да го стори. Тоа треба да го памтиш овие три работи. Жив, присутен, имат моќ. Ако една од овие не е, значи, исполнета, не смееш да бараш ти помош од живи човека. Ако не е присутен тој, не бараш. Ако нема тој моќта за тоа, како рекоме, тој се дави внатра, тој више сами задава, ти му лише и помогни ми мене. Разбираш? Значи, овие работи треба затоа се повторуваат по чипати за да останат во нашите глави, да се фиксираат. Значи, дозволено да се барат во дуњалокот и во ахирет, кога луѓето ќе бидат оживени, значи оживи, присутени, имат моќта. Например, вели шехот Мухамед рахимахуллах, да дојдеш ти кај еден човек, значи, богобојазлив човек, праведен човек, што е жив, што е до тебе близу, до тебе, значи те слушат тебе, те сослушуваат тебе, фатекулу ле, и му велиш ти нему, уд'у Аллаха ли, моли му се на Аллах Джелешану за мене. Значи, пример, имаш некој пат тешкоти во животот, случки, и знаеш еден брат, што е со тебе, што идет во џамија, што кланјат по суннет и така натаму, што му велиш, брат, моли му се на Аллах Джелешану за мене. Значи, ова е дозволено. Значи, тој те слуша тебе, тој е до тебе. И тој имат моќта. Значи, му велиш, уд'у Аллаха ли. Ова е дозволено, нема никаков проблем. Како кема кана асхабу Расулиллахи салаллаху алейхи ва салам јесалунаху фи залика фи хајатихи. Како што правеа и чинеа и практикуваа асхабите од пекамберот салаллаху алейхи ва салам со пекамберот салаллаху алейхи ва салам во неговиот живот. Фи хајатихи. Значи, во тек на неговиот живот. Значи, во тек на неговиот живот, кога има асхабите, ридвануллахи алейхи, некоја потреба, некои тешкоти, му велеа на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, моли му се на Аллах субхана ва таала. Ама ова во текот на неговиот живот. После смртта од пекамберот салаллаху алейхи ва салам, никој од сахаба не одеше кај гробот од пекамберот салаллаху алейхи ва салам да му се моли на пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Ако беше дозволено, тогаш првите кои ќе одеа кај гробот од пекамберот салаллаху алейхи ва салам и да му се моля за помош, ќе беа неговите другари. Но што велеше Омар ради Аллаху ан, дека кога сакаше Омар ради Аллаху ан да се молат во Медина за дожд, значи да падне дожд, отиде кај Аббас, чичкото од пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва салам, зашто тој беше жив. И после смртот пекамберот салаллаху алейхи ва салам живееше,
И Омар отиде кај чичкот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, поради значи неговата близкост со пекамберот салаллаху алейхи ва селам, поради неговата позиција. Ако беше дозволено да се бара помош од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, Омар ради Аллаху ан немаше никогаш да го премени пекамберот салаллаху алейхи ва селам да појде кај Абас. Разбра ова значи? Значи немаше шанса, значи Омар ради Аллаху ан со неговата сврсто држење за сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам да го премени пекамберот салаллаху алейхи ва селам што е тука, значи во најблиска близина до џамијата и да оди кај Абас, да му вели на Абас, моли се на Аллах Таала за дожд. Ама сахаба знае добро дека барање помош од мртвите е ширк. И да е тој пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва селам. Но што се рачуни, وَعَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ, но после смртот пекамберот салаллаху алейхи ва селам, فَحَاشَ وَكَلَّ أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ ذَلِكَ عِنْدَ قَبْرِهِ. Никогаш не се случи да сахаба ридвануллахи алейхим да појдеа кај гробот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам и да му се мола, значи за некои потреби што ги има тие од дуњалокот. بل أنكر السلف الصالح على أن من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعاء نفسه. Значи слушај се овај збор од шејхот шејх Мухамед рахимуллах. Селеф, значи се првите три генерации. Сахаба, табиин, етба табиин. Овие се три најдобри генерации. Кој пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва селам ги имат пофалено. Зашто пекамберот салаллаху алейхи ва селам велеше: "Хајрун нас qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Најдобрите луѓе се во мојата генерација. После оние кои ги следат нив, после оние кои ги следат нив. Значи за првите три генерации, за нивната добрина и упатство, има потврдено кој? Нашиот пекамбер Мухамед салаллаху алейхи ва селам. Тие се нарекуваат со еден збор ес-селефу салих. Оној кој ги следи нив се нарекуваат селефи. Значи селефи да се наречи е гордост, брат. Селефи не е еден дрес што го облакаш ти, што можеш кога сакаш да го облечиш и навечер кога ќе се вратиш од фудбал да го соблечиш. Ова не е значи таква работа, брат. Ова е животна работа. Ти со одење на овај пат, одење на патот на селефу салих, ти си тргнал, значи за каде? За џеннет. Ти си тргнал за џеннет, брат. Ти не си тргнал за Америка, ти не си тргнал за Швајцарија, ти си тргнал за во џеннет, брат. Ако ти умриш на овај пат, на патот на селефу салих, би изни Аллахи Таала, со дозвола Аллахова, ќе влезеш во џеннет директно. Ако ти не си на овај пат, шејх Утемин рахимуллах вели, прашални ги дали ќе влезеш директно во џеннет или ќе бидеш искушен со џехенем па после во џеннет. Ако си умр како муслиман, значи. Ама си умр како новотарец, муслиман новотарец. Не ти гарантираат, шејх Утемин рахимуллах вели, не се гарантира дека еден новотарец ќе влезе директно во џеннет. Значи ќе добие директна карта за џеннет. Еден новотарец. А ти ако умреш на патот овие селефу салих, биизни Аллахи Таала, директно во џеннет. Вели шејхот, шејх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, дека селефу салих забранува, слушајте добро, значи ова види чување на теухидот, брат. Ова е значи колку се грижеа за теухидот. Ова кажуваат вредноста на теухидот во нивните очи и во нивните срца. Селефу салих забранува да се чини дова на Аллах Джелешану пред гробот од Мухамед салаллаху алейхи ва селам. А како е да му се чини нему дова? Зошто пред, значи ти си отишол кај гробот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, но му се молиш на Аллах Джелешану. Ова го забранува селеф. Зошто?
Зошто може некој не знае кој да замисли од назад или од некаде што те гледат, дека ти тука му се молиш на пекамберот салаллаху алейхи веселем. И тој да дојде и да му се моли на пекамберот салаллаху. Значи, овде за да се чува теохидот, да остане теохидот чист само за Аллах джелешану, селев забрануваат довата да правиш кај гробот од пекамберот салаллаху алейхи веселем. Значи, ти дова правиш на Аллах джелешану. А како е ти да правиш дова на пекамберот салаллаху алейхи веселем? Значи, разбираш ова работа, значи некој кога ќе ти дојде тебе, ти овие работи треба да имаш спремани, брат. Значи, не молиш селефу салих, забранува што? Дова да правиш, на кого? На Аллах Таала, кај гробот од пекамберот салаллаху алейхи веселем. Зошто може некој да се измамни што те гледат и да падне во искушение, да мисли дека ти тука му се молиш на пекамберот и да дојде тој да те следи тебе. Ова го забранува зашто за да биде зачуван теохидот, заштитен теохидот, да биде чист за Аллах субхана ва таала. Како е тогаш, значи, да му се моли некој директно на пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам. Исто тоа, други сомнеш, кои идат луѓето што нивните срца се исполнети со сомнежи, со несигурности, со темнини, тие луѓе имаат и други сомнеш. Значи, овие сомнеш го сативте сега. Значи, сомнежот беше хадисот, за на судниот ден ќе идат луѓето, ќе им се молат, ќе бараат помош од Адем алейхи селату веселам до Мухамед салаллаху алейхи веселам. Значи, со ова сакаат тие да се оправдаат дека дозволено е барање помош од мртвите. Но со текот на овие аргументи што ги спомна шех Мухамед рахимуллах, се разјаснува, значи, дека ова е сомнеже како куќата од оние, како се викаат, маримангес. Од не пајакот, пајажина, значи. Пајажина куќата, како е слаба, значи најслаба куќа. Најслаба куќа. Такви се аргументите на овие луѓе. Значи, толку се слаби аргументи, но човек кога нема вистинско знаење, кога му се представуваат нему овие аргументи од страна на тие луѓе, тој мислат вистина овие имале аргументи. Ама ти ако си, значи, воспитан со знаење и со разбирање со аргументи, со вистински аргументи, ќе може, значи, да разбериш дека во вистина тие, значи, како пајажина, како рече. Да, значи, слабост. Исто има тие други сомнеш, а тоа е وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الحواء فقال له ألك حاجة فقال إبراهيم أما إليك فلا قالوا فلو كانت استغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Ovaj somneš, велат тие, е она случката со Ибрахима алейхи салату вассалам. А таја е кога Ибрахим алейхи салату вассалам го фрлија мушриците во оган. Значи Ибрахим алейхи салату вассалам го фрлија мушриците во оган. Тогаш дојде кај него Джибрил алейхи салату вассалам и му рече на Ибраима алейхи салату вассалам алеке хаджа, а имаш ти потреба за нешто? Ибраим алейхи салату вассалам му рече амма илейке фала, што се однесува до тебе нема никаква потреба. Па сега ќе дојде, да го разбра, значи алеке хаджа, значи Джибрил, Ибраим алейхи салату вассалам е, значи, во оган, брат. И Джибрил алейхи салату вассалам во тие тешки моменти му иде на Ибраим алейхи салату вассалам и го праша дали имаш и некоја потреба овде. Тогаш Ибрахим алейхи салату вассалам, што неговото срце е исполнето со иман, со светлост на иманот, со светлост на теохидот, вели амма илейк, што се однесува до тебе, па ла, не.
Калу, рекоат, велат тие, значи, измамниците, што внесуваат сомнежи во срцата на муслиманите, ако беше барањето помош, ширк, значи да Ибраим алейхи селату ва салам бараше се Ибраим, значи Џибрил алейхи селату ва салам му го оферира помошта. Ако беше забрането барање помош, тогаш немаше Џибрил алейхи селату ва салам да му оферира помошта. Ама како рече братот, значи ова е како што вели Мухамед рахимуллах, анна хада мин джинси шубхатил ула. Ова е во вистина од претходниот сомнеж истиот одговора. Зошто тука Џибрил алейхи селату ва салам, му понуди на Ибраим алейхи селату ва салам, беше присутен тој тука за нешто што има тој моќ да му помогне. Значи ова е дозволено. Значи ова е сосема. Да, имал право, тотално имал право. Целосно, потполно имал право, значи, да Џибрил алейхи селату ва салам да му ја понуди таја помош и потполно исто имал право Ибраим алейхи селату ва салам да барат од него да ја прифатит и да барат помош. Зошто Џибрил алейхи селату ва салам е пред него тука присутен. И зашто? За работа која тој во негова сила и моќ. А Аллах Таала, како го опишува Џибрил алейхи селату ва салам? Шедидул уа. Тој имаат огромна, велика сила, моќ. Шедидул уа. Вели шех Мухамед рахимахуллах, Џибрил алейхи селату ва салам, ако му наредеше Аллах Таала, можеше, има таја моќ да го земи тој оган што е ставен Ибраим алейхи селату ва салам и целата земја што е во тој оган и све тие планине што се, да ги земи Џибрил алейхи селату ва салам и да ги фрлит или во Машрик или во Магриб. Да ги фрли, значи, или во запад или во југ. Значи да ги фрли далеку, да ги отфарли, да ги отстрани од Ибраим алейхи селату ва салам. Значи, таја опасност, тој оган, има Џибрил алейхи селату ва салам е во моќ, негова сила е да го отстранит од Ибраима алейхи селату ва салам. Исто, одговор на овај сомнеж е, وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا. Исто е примерот за одговор на овај сомнеж, како еден човек кој е многу богат, зенгин човек. Одеднаш гледа тој еден човек кој е сиромав, има потреба. فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يُقْرِضَهُ أَوْ يَهَبَّهُ شَيْئًا يَقْضِي بِهِ حَاجَتَهُ. Тогаш тој богатиот човек му понудуваат на тој сиромав човек да му дај нешто назаем или да му поклони нешто што ќе му ги исполни неговите потреби. Значи, што е богат, има можност. Гледа човек кој има потреба. И сега или му понудуваат да му даде нешто назаем, за неговите потреби да се исполнат, или да му даде нешто поклон, да му го опрости. فَيَأْبَى ذَلِكَ الرَّجُلُ الْمُحْتَاجُ أَنْ يَأْخُذَ. Но тој човек, сиромав што е, што има потреба, тој одбива таја понуда. Одбива. Зошто? وَيَصْبِرُ إِلَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِرِزْقٍ لَا مِنَّةً فِيهِ لِأَحَدٍ. Зошто? Тој се воздржува во тоа стање што е, се додека Аллах Джелешану ќе му даде едно риск од една страна кој никој нема над него рака. Разбравте ова? Значи, тој човек е сиромав.
имат право да го прифатит, да ја прифати таја понуда, таја помош од тој богаташ. Но тој со сето тоа право да ја прифати таја понуда и таја помош одбиват. Зошто? Тој не сакат да некој човек нему да му дајт и да има над него рака. Што значи да има над него рака? Значи ти кажа со показалец, да ја му помагав нему, ја го ваке, ја таке. Значи не сакате луѓето да знаат, значи дека тој го е поддржан од луѓето други. Тој сака, значи, сами од себе си, значи да си го најде риск да си го извади. Да му дајат Аллах субхана ва таала со негова работа, со негова тиџара, правење трговија и така натаму, за да никој да не може да рече туте да има на него рака. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. И каде можеш овде да споредиш она врста на барање на помош што е таа во вистина ширк со оваа врста на барање на помош. لو كانوا يفقهون. Но тие ако би разбирале. Значи ако би разбирале ови работи, ако ги сваќаат ови работи. Но како што вели шејх Салих алу шејх хафидахуллах, кога луѓето паѓаат во новотарија, значи кога луѓето паѓаат во новотарија, не ги гледаат поради што нивното срце се заотровуваат со новотарии, не ги разбираат аргументите. Зашто ти види овие јасни работи, значи ова работа види се некој што има јасно здраво срце, значи тој ја разбира ова работа. Но тие носат вакви аргументи, значи случката со Ибраим алейхиссалату васелам, случката на судниот ден, што кога човекот му се објаснува нему, устанува јасно дека ова нема никаков аргумент за барање помош од мртвите. Ама тие ги земаат овие работи за аргументи, се држат овие цврсто. Зошто? Немаат разбирање. Аллах поради што? Кога срцето се, значи, заотрувуваат со тие новотарии, не познават повеќе доброто од лошото. Зошто пегамберот салаллаху алейхи ве селем што вели? Ке идат фитан. Уден. Една после друга. Како примерот е направен она што е, значи, запуштање, како да легниш летно време за сонцање, оние што се, значи, ваке има, значи, со дрвчина што се направени. Да, ма лежалката, ма тоа, значи, со дрвчина. Тоа дрвчето увек се враќат. Едно, другото, така? Така ги има пекамерот салаллаху споредено фитан. Значи, искушенијата, така една по друга кидат. Како тоа едно по друго идат, друга заврши тоа. Она срце кој ги прифаќа тие фитан, кој влагат во тие фитан, секоја фитна му се запечатува нему црна дамка во срцето. Црна дамка се додека неговото срце ќе се исполни со темнина. А она срце што се отстрануваат од тие фитан и што се зачувуваат од тие фитан, му се запечатува нему бела дамка. Се додека неговото срце бело останува. И не му прави штета на тоа срце, се додека е тој жив, со дозволот Аллах Таала. А она срце што се затемнуваат, после не познават тој. Не познават да разликуваат меѓу доброто и лошото. Така што ќе се задоволиме ние со вечера со толку и бирниллахи таала утре вечер ќе дозавршиме оваа изворедна книга. Зошто сме при крај веќе. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.